Десетмина млади уметници од Куманово, Скопје и Битола вчера беа дел од манифестацијата Графити Фест, што се одржа во близина на средното училиште Перо Наков. Ова е трет фестивал кој годинава се одржува со поддршка на општина Куманово преку секторот за култура и спорт, а во соработка со младите уметници и жителите на комплексот згради К4 на булеварот Октомвриска револуција. Во рамките на уредување на овој дел од градот беа засадени и садници од јавното претпријатие Чистота и зеленило. Имаме цел да го уредиме и да дадеме една нова слика на овој дел или во овој комплекс кај што живеат голем број на наши сограѓани, а и да го претвориме во едно место кај што повеќе ќе се движат младите луѓе и ќе прават заеднички дружби. Завој се надевам дека на овој начин дополнително ќе разбиеме и она монотонија која што владее во оваа корона криза. Раководителот на секторот за култура и спорт Соки Ристовски вели дека за целокупната манифестација општината издвоила околу 100.000 денари, а во настанот се вклучени и неколку компании од општината. Ние врз основа на иницијативата на жителите и станарите на овој комплекс згради изразија желба, ние како општина застанавме и го поддржавме, значи оваа целокупната манифестација од прилike општината ќе издвои од 80 до 100.000 денари. Нормално овде ќе учествува и некои фирми кои што го помагнаа со одредени своји производи или продукти. Инспирацијата за Графити Фест потекнува од поголемите европски градови, кои што изобилуваат со графити, велат дел од организаторите. Доаѓаат од различни делови на државата, секој со своја идеја, со обезбедени бои од општината, од културата, од Фондот за култура и спорт, обезбедија, спонзори што се вклучија исто така, обезбедија бои за да реализираме ваков еден дел од градот. Инспирација ја црпеме секако дека од поголемите градови од Европа. Сите паркови наликуваат вакако сега ние денеска што почнавме да реализираме. Затоа и сакаме овој проект да се оствари, затоа работиме на тоа. Секој уметник си има своја слободна уметност, не го ограничуваме за тоа само да разубавиме еден дел од градот, да нема шкртаници, да не изгледа многу така лошо. Да не е убаво да оставиме нешто за наредниве генерации што ќе останат тука, што ќе може да се дружат и да едноставно да се осеќаат пријатно и убаво. Секако размислуваме и за други делови од градот да се исцртат вака за да добијат некој нов и модерен изглед. Но сега први што засега ќе пробаме овој парк и овој комплекс да го разобавиме, бидејќи и останатите станари дадоа иницијатива дека сакат и на нивните ѕидови да имат вакви убави ремек дела. Следната дестинација сакане да не биде кај жмарот тие нови згради што се кај нив и исто сакаме со помош на општината да издействуваме да најдеме корпа и да направиме еден мурал на некој поголем и поубав зет. Организаторите очекуваат фестивалот да продолжи да се развива идните години со учество на уметници од државата и странство.